Makedonija se odlikува со запазен бит, игри, песни и обичаи. Еден од најзапазените етнички краеви е Порече, кое се наоѓа во централниот дел на Македонија по течението на реката Треска. Порече е обкражено со планините Јакупица, Караџица, Даутица, Суваго, Песјак и други, од кои повеќето се од варовик, покриени со богати букови, дабови и шуми од габер и леска. Во овој крај има доста остатоци од поранешниот живот, почнувајќи од предисторијата, палеолит, па се до денеска. Има разни пештери, пропази, тврдини и други историски паметници. Пешница и Долноманастиречката пештера представуваат за науката голем придонес. Долноманастиречката пештера е единствено досега пронајдено палеолитско наоѓалиште високо 3 метра, а широко 15 метра, во кое се гледаат остатоци на костури од човек и домашни животни. Овие остатоци се уништени со разместувањето на земјаните пластови, а со текот на времето и ерозивното дејство се скамениле и станале фосили. Во Порече има и средновековни манастири, од кои се најпознати манастирите Девич и Звечан. Богатите води на реката Треска, или како што народот ја вика голема река, се користеле и се користат за потребите на човекот, за наводнување на полето, чаркови, за мелење на житото, воденици и друго. И бујните води на планинските рекички ги користи човекот за своите секојдневни потреби. Народот од овој крај, на еден месец пред Великден, во водениците на буки или чаркови си меле чисто брашно за приготвување на великденските лебови. Во Порече, поради изолираноста на овој крај, поради географските, економските и општествените услови, се одржале од најстарите времења па до денеска многу пагански обичаи. Во селово Грешница, од каде ви ги прикажуваме великденските обичаи, куќите се на високо со многу убава народна архитектура, со широки чардаци и пространи одеи. Ги граделе домашни мајстори од камен и дрво. Богатите паспишта на овој крај овозможуваат добар развиток на сточарството, со кое се подобрува и животот на луѓето. Великденските обичаи за кои ќе говориме се едни од празниците што се приредувале во чест на Дионизије, малку изменети и прилагодени кон месните прилики. Кај нас во Македонија, великденските празници не се ништо друго освен празници кои се приредуваат во чест на пролетта, за да се обезбеди плодноста преку годината, како кај луѓето, така и кај стоката. Со подготовките за овие празници, народот започнува една недела пред Великден па и порано. Се чистат куќите, се варосуваат, се пере и така натаму. Се месат мајалници и шарени великденски погачи со наутлија маја, која им дава на великденските лебови убав вкус и пријатна миризма. На велја среда се покиснуваат јајцата кои треба да се вапцаат, бојадисаат со бакам. Првите 3 јајца се покиснуваат во шутка. Потоа се покриваат со алова шамија и се оставаат преку ноќ крај огништето.
Постои во народот верување дека јајцето е символ на плодноста и како вели тој, се бидува од јајцето. Поради тоа со првото јајце се изведуваат разни обичаи во врска со плодноста на берикетот. Рано пред сонце на вели четврток домакинката ги боядисува јајцета. Кога ќе станат децата, таа ги поздравува со првото јајце, помачкувајќи ги 3 пати и велејќи: црвено, бело, здраво, живо јајце, добро дошло, за да бидат тие здрави и весели преку целата година. Првите 3 јајца се ставаат во сито и се покриваат со алов појас со кој се изведуваат следниве обичаи. Се носат на лозница, градинка, или улишка, за да биде сит сиот берикет и да даде род во изобилие. Таму стојат цел ден, а навечер домакинката ги прибира и првото го става на черен, каде останува до идната година, додека не се замени со ново великденско јајце. На Великден, рано изутрина, се оди на гробишта со приготвени великденски јадења. Од кога ќе запалат свеќи во црквата, жените одат на гробишта за да ги известат мртвите дека е дојден Великден. По народното верување се смета дека душите на умрените вечно живеат и учествуваат во сите посвечени моменти од животот на своите блиски. На гробишта, плачајќи, жените им соопштуваат на своите умрени за се што станало преку годината. Се здравуваат со умрените, бацувајќи го гробот и оставајќи од јадењето кое е донесено за таа цел. Најпосле се прелива гробот околу крстот со вода до 3 пати, што означува миење на умрените. Јадењето жените го раздаваат меѓу себе, и тоа така што на младите раздаваат оние што имаат умрени млади, а на старите оние што имаат умрени своји стари. Од црква мажите ракијари одат по гости за да си го честитаат празникот. Тие се облечени во празнично руво. Пеејќи крали марковски, сејменски, јуначки и други песни, тие се веселат одејќи од куќа до куќа. Домакинот ги пречекува гостите пред врата. Во секоја куќа се пее, пие и весели. На првиот ден Великден се појадува многу порано отколку во другите денови, заради Великденскиот собор со кој ја отпочнува веселбата сред село. Пред наседнатите домашни,
Домакинот ја благословува трпезата, честитајќи им го на сите празникот. Потоа ги разделува јајцата на секој член од фамилијата, и тоа прво на постарите, а потоа на децата. Во овој ден се осеќа празнично расположение во секоја куќа. Младите невести и девојки од секое мало, облечени во великденско руво, со песни се повикуваат едни со други за насобор. Соборот го зазбируваат танчариите пеејќи ја песната Собери оро кадан Тодоро, и сите фатени во оро го обиколуваат соборот до 3 пати. На соборот се вие кршно оро, одделно машко, одделно женско. Машките играат типично за овој крај оро, наречено зарамо. Додека младите играат, постарите седнати околу соборот разговараат гледајќи ги младите како се веселат. Тука тие се избираат зетови и снаи. Покрај богатите обичаи, овој крај се одликува уште и со убава, складна и живописна носија, народни ора и песни, што му придава карактеристично етничко обележје. Познатите ора што се играат во Порече се батутар, ситно право, крстено женско, вело величе, старо тетовско и други. Со песни и игри во веселба минуваат првиот и вториот ден на Великден. Со песната Оле леле Великден и други се испраќа третиот и последен ден од Великден, кога се играат и специјални друштвени великденски игри.
Играта Барјаче е од родот на друштвено-војничките игри, која алегорично ја представува борбата за превзимање на државата, олицетворена во барјачето. Лази ми лази бубале, тоа е игра што ја прикажува лошата положба на сирачето, оставено на милост и немилост. Кален број, мален број е игра што символично го прикажува продолжувањето на животот кој постојано се обновува. Играта, по народно верување, треба секој да ја заигра за здравје и долг живот. Преку друштвената игра Змија, народот ја исмејува мрзливата жена предачка. Во оваа игра има и елементи од култот на змијата и истата неизе и е посветена. Изведувачите на играта Змија, мајката и ќерката, се прикажани како го бранат засејаниот коноп од разни птици и други штеточини. Мајката која преде бидува укасена од змија. Таа и се лути и ја кара ќерка си што не ја одбранила од змијата. Играта Маски, или како ги наречува народот Гачки, е најинтересантна и најубава од сите друштвени игри. Во оваа игра се прикажува некогашниот начин на патување со маски, каравани. Играта Маски има неколку развојни етапи кои се изведуваат доста шеговито. Тоа станува вака. Маските треба да се пренесат од едно место во друго и за таа цел се бара дозвола. Се вршат сите подготовки за пат, но во исто време арамиите ги напаѓаат за да ги грабнат. Настанува борба меѓу арамиите и стражарите кои се вооружени со долги стапови. Во друштвените игри што ви ги прикажавме, јасно се гледа големата сродност меѓу 10 игри посветени на античките празници на Дионизије, кои се во врска со неговата смрт. Некои од овие игри го символизираат бракот со полово возбудување, кои не значат ништо друго, освен во преносен смисол пролетно разбудување на природата. Додека има и такви, кои имаат сличност со војничките игри, символичното орање и друго. Со играта Самовили завршува Великденскиот собор, а наедно со тоа и Великденските празници. Оваа игра е посветена на духовите, вилите, кои народот ги смета како надприродна сила со голема моќ. Со оваа игра се цели да се омилостуваат вилите и на тој начин да се запази селото од незгоди. Растурајќи се по куќите, народот пее "Олеле леле Великден".